Добра вечер, почитувани гледачи. Ново издание на прес-центар на М телевизија. Разговарам со Милан Јовчевски, член на извршниот комитет на партијата Единствена Македонија и од неодамна генерален секретар на партијата. Кој е Милан Јовчевски за идните планови за Единствена Македонија, за тоа како ќе течат подготовките можеби за предстојните локални избори, се поврзано со партијата и со функцијата генерален секретар на истата, ќе поразговараме токму во ова издание од прес-центар. Господине Јовчевски, ви благодарам што сте дел од прес-центар на М телевизија и што ја прифативте начелно мојата покана за ова гостување. Како сте? Добро вечер. Пред се и јас ви благодарам за поканата и добро вечер на гледачите на М телевизија. Па да ви кажам право, како за прв пат во вашево студио се чувствувам добар. Член на извршниот комитет на партијата Единствена Македонија, меѓутоа од неодамна и генерален секретар на партијата, кој е Милан Јовчевски? Точно, ние на 23 и 24 овој месец одржавме централен комитет во градот Охрид, во хотелот Метропол, и во тие 2 дена, значи, одржавме централен комитет, назначивме нови членови на извршниот комитет и ете за моја среќа и голема благодарност, значи, до председателот и до членовите на централниот комитет бев избран за генерален секретар на партијата Единствена Македонија. Меѓутоа, не е ново дека сте дел од Единствена Македонија, од кога вашата приказна со токму оваа партија, и зошто ја прифативте функцијата, што значи за вас првично функцијата генерален секретар на партијата? Веднаш потоа ќе ве прашам и што се беше одлучено на дводневната седница во Охрид? Видете, значи, јас во Единствена Македонија или на политичката сцена во Македонија сум од многу одамна, или не би рекол ајде политичката сцена, туку патриотската сцена. Јас активно, значи, се појавувам на македонската патриотска сцена негде пред 90-тите години и бев многу активен, значи, тогаш кога поранешната држава Југославија се распаѓаше и се формираше новата наша македонска држава. Значи, кога зборувам на патриотската сцена, тогаш во тој момент немаше политички партии, како сега, што има во голем број. Тоаш прва, па да не речам политичка партија или патриотска, беше МААК, тоа беше како Семакедонско движење и ние тоаш како, јас како млад интелектуалец, влегов и запливав во тие, да речам, патриотски води. И бев и дури во врвот на тоа движење како член на председателството на МААК во тие години, додека беше, кога беше председател Гане Тодоровски. Јас бев во потесното председателство на таа татковинска партија тогаш, од кога премина од движење во партија. Потоа се редеа и други сцени, настани, учествував на многу број чествувања, на многу број митинзи. Еве да речеме, еден од позначајните беше онај митинг кој го правевме на манастирот Прохорчински, денеска во Република Србија. Учествувавме и правевме, јас бев еден и од организаторите на пограничната средба 90-тите години на преминот, на граничниот премин Меджитлија кај Битола. Исто така правевме и многу погранични средби каде што се збираа македонците од сите делови, значи на Македонија, од сите краишта, а и македонците од сите меридијани во светот. И така да сега да не ги набројувам, тие се многу, значи такви чествувања, настани. Еве да ви кажам само да не ми избега како мисла, сум направил многу, сум организирал многу
научни академии, нормално сам не, со мојот тим, со работници. Ке преминам во останатото од мојот концепт. Имавте дводневна седница во Охрид, каде што донесовте и некои други кадровски промени и одлуки во вашата матична партија, сега Единствена Македонија. Што се одлучи во Охрид? Па вака, значи првиот ден на 23-ти, значи овој месец, го оформивме новиот извршен комитет. Значи за членови на извршниот комитет се предложени и изгласани. Значи прво е господинот Јанко Бачев како председател нормално на партијата, потоа Емилија Гелева, носител на Комисијата за меѓународна политика и политички систем. Потоа е Вангел Симев, ја води Комисијата за спорт, образование и администрација. Потоа тука е господинот Томе Димишковски, научно-технолошки развој и енергетика. Значи Комисија за научно-технолошки развој и енергетика. Потоа госпоѓата Ева Николовска, која ќе се грижи за македонците во соседството, тоа значи во соседните земји и пошироко во светот. Атанас Стојанов ја води Комисијата за земјоделство, шумарство, развој на селата, животната средина и развој на туризмот во Македонија. Потоа е тука господинот Злате Војновски, кој ќе се грижи за финансиите, транспортот и стопанството. Потоа сум јас, значи, како водач на Комисијата за култура, локална самоуправа, социјална политика и за млади, и Вилијам Михајловски, нормално Гајда, познат, ќе се грижи за внатрешната безбедност, одбрана, правда и патриотски затвореници. Така. Поточно политички затвореници, и тој е еден од тие. И исто така да не заборавам, избран е организацијски секретар. За организацијски секретар е Томче Јовановски. На вториот ден од седницата на Централниот комитет расправавте и за предстојните локални избори кои што ни следуваат, како Единствена Македонија ќе настапи на локалните избори, можеби веќе имате и донесена одлука. Вториот ден, значи, точно го посветивме на таа тема. Веќе се потврдени 29 советнички листи, тоа значи ќе настапиме во 29 општини во Македонија и 6 советнички листи се во процедура, значи во подготовка, што мислам дека во текот на иднава недела ќе биде и тоа во ред и во нормален, мислам, рок до 13 или до 15 во септември листите ќе бидат поднесени. Очекувате ли овој пат добар изборен резултат? На овие локални избори Единствена Македонија дека ќе има голем успех и да не претерам, ама сепак морам да кажам, заради тоа што имам некоја сигурност во себе си, значи од овие 29 досега потврдени и 6 кои ќе бидат потврдени, еве да ги заокружам на 30 и некој, па јас верувам дека негде најмалцем 25 советници ќе имаме и Единствена Македонија ќе биде една голема советничка политичка партија на политичката сцена во Македонија. Како денес ја гледате улогата на партијата во моменталниот постојан политички контекст? Па денес, после Централниот комитет, значи Единствена Македонија ја гледам како политичка партија која зрело и цврсто го цапа и го оди патот на пред се на патриотизмот и на она вистинското македонско, да речам, политичко видување, каде што преку незините советници и граѓаните ќе бидат сведоци како тие ќе се однесуваат и како тие ќе работат за своите нормално граѓани и гласачи на дадените општини. Сега заборавив да кажам дека покрај советничките листи ние ќе имаме и неколку листи и кандидати за градоначалници
И еве за прв пат Единствена Македонија сега ќе настапи значи со свој кандидат за градоначалник и во градот Скопје. Веќе се говорили за некое име, се знаели кој ќе биде кандидатот? Видете, јас сакам да ви кажам дека имавме ние седница на извршниот комитет и веќе ја потврдивме кандидатурата на господинот Зоран Јовановски, кој прифати како независен кандидат да се кандидира значи за градоначалник на градот Скопје со поддршка на Единствена Македонија, значи на нашата политичка партија. Така. Господине Јовчевски, која е вашата визија за внатрешната структура и организација на Единствена Македонија како партија? Видете сега, да не се повторувам, значи со овој последен централен комитет и со луѓето кои се сега во извршниот комитет и пошироко, сега јас како генерален секретар, значи... Наведовте повеќе комисии, од друга страна ќе се надоврзам на прашањето како се справувате со внатрешните фракции во партијата. Па не би можел да речем дека има некои фракции во партијата, имаше некои недоразбирања, внатрешни недоразбирања од неколку така два-тројца членови на Единствена Македонија. Јас и навистина не знам што се случи со луѓето и затоа не можем многу да се задржувам на тоа и затоа нема да речам дека е фракција. Значи фракција е веќе ако има една поголема маса на членови па да сака да... Ете различни мислења да ги наречеме? Па различни мислења, ама од двајца или тројца во една партија каде што има да речеме 500 или 600 луѓе, членови, симпатизери, некоја минорна бројка, двајца или тројца сега. Тоа е незабележително за нас и не сакам да ги коментирам. Значи, сето тоа помина, извршниот комитет е значи веќе назначен, Централниот комитет исто, значи Централниот комитет имавме таму 70 и кусуро членови на Централен комитет и тоа не е мала бројка, значи и таа бројка значи нешто за секоја политичка партија. Така да верувам, а и ветувам како генерален секретар дека понатаму Единствена Македонија значи ќе тргне по вистинскиот пат, не дека сега не беше по вистинскиот, но по вистинско и цврсто ќе чекори со успеси. Кои се најклучните приоритети во наредните 6, може би до 12 месеци на кои што ќе се посвети партијата? Па, првично сега значи партијата мора да го изоди патот на овие локални избори. Локалните избори се нели распишани. Гласањето е на 19. Претпоставувам се спремате за тоа. Како ќе го напредите функционирањето на партијата на терен? Како сте активни на терен? Колку го слушате и сте во дослух со гласачите, гласачкото тело? Значи во текот на идната недела, од понеделник, јас како генерален секретар застанувам и прво и основно ќе формираме еден генерален секретаријат на партијата, во кој секретаријат ќе има повеќе членови, значи ќе бидат застапени членови од разни краишта на Македонија, точно заради тоа да имаме и полесна работа и комуникација со членството ширум Македонија. Каква е соработката со председателот, со останатите тела на партијата? Соработката и пред Централниот комитет беше значи на едно високо политичко ниво, а сега после Централниот комитет која навистина партијата повеќе се вака политички се зацврсти, сега веќе имаме релација председател генерален секретар значи на високо ниво, исто со членството, општинските комитети сите се значи запознаени со работата, сега само ни треба работа и посета на сите општински комитети. Колку е Единствена Македонија атрактивна низ призмата на патриотизмот кој што го споменавте во повеќе наврати за младиот човек денес и ете како преку кои мерки ќе ги превземете за зголемување на членството можеби на младиот човек во партијата внатре? Вака да ви кажам, јас токму и за тоа сум член во
партијата Единствена Македонија. Ке се поведат ли новини во тој дел? Ми е прашањето во таа насока. Затоа што ја гледам Единствена Македонија и самото име го кажува како една единствена политичка партија во Македонија која застана точно на оние вистински патриотски принципи во Македонија и го застапува, значи, не само македонството во Македонија, туку и надвор од овие вештачко бодликави граници поставени од други. Тоа значи дека и во деловите кои во моментов се окупирани, Единствена Македонија има своји членови и симпатизери. Така да сега ова година, значи, беше април 21-22, бевме како и секоја година, значи имавме чествување за македонскиот великан Јане Сандански во Пиринска Македонија. Таму се представивме и секоја година така Единствена Македонија, значи таму се представува, таму имаме своји и симпатизери и членови, иако се државјани, значи на една друга сега држава. Исто така мислам дека беше минатата година бевме на формирањето и на отворањето на македонскиот клуб во Горна Џумаја или денеска Благоевград. За жал тој македонски клуб не профункционира, а се знае одошто, значи заради тоа што знаеме колку тамошната држава и нивните политички водачи го почитуваат македонскиот народ и Македонија. Не сакам сега за тоа да разговарам. Сакам само ова да не би ми избега од мисла, да кажам дека пред точно 2 години на 17 јуни, значи една поголема група на членови на Единствена Македонија сакавме да појдеме и да присуствуваме, значи, во Нивици, во малото македонско селце или место Нивици, каде што е подпишана Преспанската спогодба. Сакавме само символично да кажеме дека тоа ние, како патриотска политичка партија, не го прифаќаме и не го прифаќа целиот македонски народ, без разлика на некој што таму го потпишал, тие се мала некоја минорна бројка, но за жал сепак тоа функционира и ние пак за жал не успеавме да појдеме од причина што на измислената граница на преминот Меджитлија кај Битола бевме спречени и бевме задржани можеби повеќе од 5 часа, каде што ни беа одземени и пасошите и грчките власти, значи, ни забранија и влез за така наречената држава Грција и сега еве јас и другите кои бевме присутни тогаш имаме забрана по 3 години за влез во таа држава. В година, значи, на 17 јуни казната поминува, па ќе видиме што ќе се случи, дали грчките власти ќе се однесуваат како што треба и дали позитивно ќе одговорат на нашето барање казни, да можеме слободно да се движиме и да ги посетуваме нашите пријатели и симпатизери и членови во Егејска Македонија. Така, го напоменавте соседството, колку сте активни овде во државата на оддавањето почит на таквите различни настани и манифестации. Еве вие ни доаѓате и од Прилеп. Да. Единствена Македонија како политичка партија, значи, досега нема заборавено ниту еден македонски деец, ниту еден македонски војвода. За мене и за нас, за сите македонци, сите кои го дадоја животот за Македонија се великани, за македонски великани, значи, во собствената татковина Македонија и Единствена Македонија, значи никого нема заборавено и секаде присуствуваме, значи еве да не претерам во бројка, ама некаде од прилика 30 чествувања во текот на годината
ги прославуваме каде што ние сме организатори, некаде не сме организатори, ама сме присутни. Господине Јовчевски, кажавте дека сте биле од многу поодамна дел од политичката сцена во Македонија, ете сте биле активен и надвор, меѓутоа колку амбицијата и визијата остана исти низ текот на годините па се до ден денес, ете ги споменавте и научните академии во Прилеп. Чувствувате ли дека имате уште многу што да дадете за Македонија? Има ли интерес за научните академии? Има интерес од луѓето кои навистина се посветени, значи од вистинските родолюби, од вистинските патриоти кои си ја сакаат Македонија, има интерес. Али од актуелната власт, без разлика дали сегашната или таја минатата, нема некој посебен интерес, туку никаков интерес, и досега ништо и никако не ни излегле во никаков пресред. Ни за организирање, ни потоа кога ќе ги донесиме декларациите, а декларациите се тие што со тоа сакаме да го кажеме она што сни го направиле како научна академија. Тука е да речеме да се направи некој, да се изгради некој споменик, еве да речеме за името да се направи некоја иницијатива, да, некои слични такви иницијативи, еве досега за жал властите не излегоја во пресред. Еве заборавив да кажам, јас имам за сега, значи досега напишано и 9 книги. Сите 9 книги се посветени на Македонија и на македонците и на македонството. Значи пишувам уште од раните 90-ти, но првата книга да беше поезија, издадов 2008 година и беше прогласена за едно чудо мое, беше прогласена книга на годината во Македонија за 2008 година. И тоа ми даде некако како елан и така да продолжив со пишување. Сега е готова ова најновата книга. Еве после изборите и ќе излезе и од печат. Јас многу ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Ви честитам за функцијата генерален секретар на партијата и ви благодарам што споделивте малку повеќе за активностите и за она како ќе настапи Единствена Македонија пред престојните локални избори, кои што ние како емисија секако ќе ги покриваме. Ви посакувам успешна плодна работа, се надевам дека ќе испромовирам и некои од вашите книги токму во прес-центар и секако можеби ќе се видиме на некои од вашите организирани научни академии. Само за убави работи да се гледаме. Господине Јовчевски, ви благодарам. И јас се надевам и јас ви благодарам. Прес-центар со Милан Јовчевски, член на извршниот комитет на партијата Единствена Македонија и од неодамна генерален секретар на партијата. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и за тоа што бевте со нас и ова издание од Прес-центар. Ви ветувам нова емисија наскоро, до тогаш останете поздравени и следете М телевизија.